Знаете ли дека кога сте спречени да одите на закажаниот медицински преглед, истиот може и треба да го откажете? Постапката е едноставна. Се прави со телефонска порака или преку матичниот лекар. Зошто треба да го направите тоа? Затоа што за некои специјалистички прегледи се чека и со месеци. Например, за термин за ехо и мамографија, но и за редовен преглед, жените и болните од рак на дојка чекаат повеќе од 1 месец. За компјутерско снимање и магнетна резонанца исто така се чека со месеци. Затоа, кога не можете да одите на закажаниот преглед, откажете го и направете место за пациентите на кои им треба истиот преглед. Но се чини дека македонските пациенти немаат таква навика. Имено од над 200.000 закажани прегледи во јануари на над 34.000 закажани упатувања, пациентите не се појавиле. Најголем број на откажани прегледи се евидентирани во Здравствениот дом Скопје, каде што дури над 3800 закажани прегледи останале нереализирани. Следуваат Градската општа болница 8 септември со над 2600 закажани, но нереализирани прегледи. Од другите градови, најмногу нереализирани прегледи во јануари имало во клиничките болници во Битола, Штип и во Тетово. Од Министерството за здравство посочуваат неколку мерки за намалување на оваа појава. Тие се следните. Пациентот добива телефонска порака неколку дена пред закажаниот преглед. Во функција е мобилната апликација Моје здравје, каде пациентите добиваат потсетник за прегледот и можност за откажување. Информацијата за потребата од навремено откажување стои на веб страницата на Министерството за здравство и на секој испечатен упат. Во некои земји мерките се построги. Например, ако 2 пати се откаже терминот, следува одредена парична казна или неможност да се закаже редовен термин за одреден временски период. Македонските здравствени власти велат дека засега не се размислува во таа насока. Електронскиот систем за закажување прегледи Мој термин беше воведен во 2014 година. Негова цел е да се олесни пристапот на пациентите до здравствените услуги и да се води евиденција за нивната здравствена состојба.